civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Според она што го имаме во моментот како една слика, е дека граѓаните сакаат да чекорат напред, сакаат да одат кон Европската унија, меѓутоа возот се движи бавно. Кон земјата и нашите аспирации, споровите кои што ги имавме и со Грција, сега и спорот со Бугарија, туку и во однос на промените кои што мора да почнуваат од нас самите. Она што морам да споменам е она позната изјава на поранешниот еврокомесар за проширување Йоханес Хан уште во претходниот состав на Европската комисија. При соопштувањето на извештајот на Европската комисија за земјата, каде што имавме одреден напредок, кажа, мора да се промени менталитетот на граѓаните. Мора да се промени менталитетот на воопшто на Западен Балкан за да чекорите напред. Всушност тоа се тие најчесто пораки кои што имам прилика да ги слушнам од европските политичари, аналитичари кои што во изминатиот период сум доста често во контакт. Морам исто така да го споменам и во мојата последна емисија во однос на климатските промени и зелената агенда која што сега во моментот и тука во земјата се моментално е во фокус на јавноста. Зборував со поранешниот министар за надворешни работи, се извинувам, за животна средина на Франција, Брис Лалон, кој што кажа секој политичар или барем министер во одредена влада не треба да работи само на одреден пиар или да покаже на граѓаните дека нешто сработил или да покаже закони на лист хартија. Туку тоа мора да биде применето во пракса. Секој министер мора да ја притиска владата и парламентот и сите останати дека некои реформи мора да се направат. Вели, јас тоа го направив, тоа го препорачувам дека и вие треба да го направите за да чекорите напред. Така да мора да почнеме од нас самите. Мора да се работи на реформи внатрешно во државата, за да можеме да исчакориме напред, за да можеме во иднина и да ги надминеме оние проблеми и спорови кои што во моментот се најголема пречка за оној долго очекуваниот датум за прва меѓувладина конференција. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.